Добре дојдовте на уште едно видео од YouTube каналот Германски јазик онлайн. На денешното видео ќе се запознаеме со начинот на формирање на множина во германскиот јазик, типовите на множина и за крај ќе извежбаме неколку примери и ќе направиме мала вежба. Ако се уште не сте направиле, кликнете subscribe на каналот за следење на видеата кои се снимени и кои ќе се снимаат во иднина. Следат уште неколку видеа од ниво А1, а потоа продолжуваме со снимање на германски јазик за ниво А2. Die Plural или множина. Во множина секоја именка во германскиот јазик, односно секоја именка во германскиот јазик може да биде во еднина и множина, само во еднина или само во множина. Множината во германскиот јазик се формира на 6 начини. И тоа 5 стандардни типови на множина и еден тип за исклучоци. Ќе видиме во следните слайдови. Како ќе знаеме која именка на кој начин се формира во множина? За тоа нема правила по кои може да се водиме, односно се учат на памет. Но сепак постои некоја логика. Например, во следната табела имаме поделено на машки род, женски род и среден род, односно типови на множина кои најчесто се користат, поретко се користат или за интернационализми. Например, во машки род најчесто именката може само да го промени. Членот може да добие додатна буква Е или да добие додатна буква Е и умлаут. Поретко може да добие само умлаут, додатна буква Н или Н, а за интернационализми додатна буква С. Кога сме кај женски род, најчесто именката добива буква Н, Н или НЕН, а поретко може да добие додатна буква Е плюс умлаут или за интернационализми додатна буква С. И кај среден род најчесто го променува само членот или добива буква Е, поретко буква ЕР или ЕР плюс умлаут. И за интернационализми, исто како за машки и женски род, додатна буква С. Табелата изгледа малку сложено, но во тек на следните минути ќе го објасниме се со ред. Да кажеме некои општи правила за формирање на множина. Правилата за типовите на множина се добиваат со помош на знак кој стои во заграда после зборовите во еднина. Знакот го објаснува суфиксот на именката во множина. Секој од типовите на множина си има своји подтипови и тоа ќе го видиме во следните слайдови. Што се променува во именката при нејзино користење во множина, односно при претворање од еднина во множина? Може да се промени членот на именката, основата на именката, да има промена на некои букви, добивање на додатни букви или умлаут. Да видиме накратко некој пример. Првиот знак означува дека основата останува иста, членот останува ди или
ако е во машки или среден род, ќе се промени во ди, некои од гласовите добиваат умлаут и се додава буквата Е. Значи во првиот знак, цртичката го означува промената на членот, потоа умлаут и буквата Е дека се додава. Да видиме пример. Ди штат, град. Во еднина. Во множина би било ди штетте, градови. Значи овај збор доби умлаут и додатна буква Е. Членот секако остана истиот, бидејќи за женски род и за множина се кажува ди. Друг пример, цртичка и С. Означува дека основата останува иста, членот се променува во ди и се додава буквата С. Например, деа хотел, ди хотелс. Хотел и хотели. А сега да видиме со ред за секој тип на множина. Плурал, еден. Како се формира? Кај првиот знак, каде што имаме само цртичка, се формира на начин што основата останува иста, само членот се променува во ди. Например, das Brotchen, што значи лепче, во множина се променува во die Brotchen или лепчиња. Значи членот das, каде што во еднина лепче било во среден род, во множина добива ди, а се друго останува исто. Друг пример, das Messer или нож, во множина die Messer или ножеви. Вториот знак од типот на множина 1 означува дека основата останува иста, членот се променува во ди и некој од гласовите добива умлаут. Да видиме некој пример. Der Bruder или брат во еднина, во множина се променува во die Brüder, браќа. Значи, овај збор добива нов член и добива додатна умлаут буква. Друг пример, der Apfel или јаболко се променува die Äpfel, јаболка. Трет пример, die Großmutter, што значи баба, во множина станува die Großmütter, баби. Значи во некои текстови знакот за формирање на множина го пишува после зборот во еднина. Например, би било пишано das Brotchen и во заграда цртичка. Најчесто во книгите за учење по германски јазик. Тоа беше се за типот 1. А сега плурал 2. Имаме исто така два подтипови. Првиот знак, цртичка и Е, означува дека основата ни останува иста, членот се променува во ди и се додава буквата Е. Например, das Brot, што значи леп, се променува во множина die Brote или лебови. Или втор пример, der Freund, пријател, се променува во die Freunde, пријатели. Das Problem, проблем, се променува во die Probleme или проблеми. Вториот подтип е цртичка умлаут и Е, што значи дека се формира на начин што основата останува иста,
членот се променува во ди, некој од гласовите добива умлаут и се додава буквата Е. Да видиме некои примери. Ди штат, ди штетте, градови. Друг пример, деа бал, што значи топка, во множина би било ди беле или топки. И трет пример, деа арцт или доктор, во множина е ди ерцте или доктори. А сега плурал 3. Исто така имаме два знаци. Кај првиот знак, каде што имаме цртичка и ер, значи дека се формира со тоа што основата останува иста, членот се променува во ди, се додаваат буквите ер. Да видиме некои примери. Das Bild во сингулар значи слика и во плурал die Bilder, слики. Значи имаме промена на членот и додавање на две букви ер. А кај вториот знак од типот на множина 3 имаме иста основа, промена на членот во ди, некој од гласовите добива умлаут и секако се додаваат буквите Е и Р. Да видиме некои примери. Деаман во еднина значи маж. Во множина би било димена или мажи. Das Buch или книга, во множина die Bücher, книги. Продолжуваме со четвртиот тип на множина, каде што имаме три подтипови. Како се формира првиот подтип? Цртичка и буквата Н е знакот, што значи дека основата останува иста, членот се променува во ди и се додава буквата Н. Например, ди банане во сингулар значи банана, а во плурал ди бананен, што значи банани. Или ди томате, домат, во множина ди томатен или домати. Трет пример, деа таше или ташна, во плурал би било ди ташен или ташни. Кај вториот подтип имаме иста основа, членот се променува во ди и се додаваат две букви, односно Н. Например, ди фрау, што е господја или сопруга, во множина е ди фрауен, господи или сопруги. И втор пример, деа солдат или војник, во множина би бил ди солдатен или војници. И третиот подтип, нен, значи основата останува иста, членот се променува во ди и се додаваат буквите нен. Да видиме еден пример. Ди фројндин или пријателка. Во еднина, во множина би било ди фројндинен или пријателки.
А сега петтиот тип на множина. Првиот знак, буквата С, означува дека именката си останува иста, односно основата, само членот се променува во Ди и се додава буквата С. Пример, во еднина das фото, што значи фотографија, во множина би било die Fotos или фотографии. Втор пример, das Taxi, што значи исто така такси, во множина е die Taxis или такси во множина. Трет пример, der Hotel, што значи хотел, во множина die Hotels или хотели. И последен пример за овај знак, das Handy или мобилен телефон, во множина die Handys или мобилни телефони. Вториот подтип на типот 5, знакот цртичка и се, значи дека именката останува иста, членот се променува во Ди и се додаваат буквите се. Например, der Bus, што значи автобус, се променува во die Busse, автобуси. Овој тип на множина, важно е да се напомене дека се користи за интернационализми. А сега нешто за шестиот тип на множина. Шестиот тип на формирање на множина се користи за исклучоци, односно формирање на множина на начин како ниеден од претходните 5. Да видиме некои правила и пример. Именката останува иста, членот се променува во Ди, се одзема некоја од буквите и се додава некоја од буквите. Пример, das Adverb или прилог. Во еднина, во множина би било die Adverbien, прилози. Во овој случај имаме додавање на 3 букви, односно ien. Уште еден пример, das Antibiotikum, што значи антибиотик, се променува во die Antibiotika или антибиотици. Во овој случај имаме одземање на 2 букви ум и додавање на една буква а. Трет пример, das Aquarium или аквариуми или аквариум, во множина би било die Aquarien, аквариуми. Во овој случај имаме исто одземање на 2 букви ум во еднина и додавање на 2 други букви во множина ен. А сега, седми тип на множина, односно именки кои се секогаш во еднина или именки кои се секогаш во множина. Дел од именките во германскиот јазик имаат само форма во еднина. Најчесто тоа се имиња на реки, градови или држави и само форма во множина. А сега да видиме некои примери. Die Eltern или родители. Зборот постои само во множина.
Das Geld е пари и постои само во еднина. Die Zeit, време, во множина. Минхен или Минхен, градот, што е име на град, постои само во еднина. Die Türkei, Турција, име на држава, исто така само во еднина. Тоа беше се за типовите на множина. А сега ќе извежбаме неколку примери. Das Kind или дете и die Mutter или мајка. Das Kind се променува во die Kinder или деца, а die Mutter се променува во die Mütter или мајки. Der Fluss, река, во еднина, според знакот во заграда, во множина е die Flüsse, реки. Das Herz, срце, во еднина, според знакот во заграда, имаме множина die Herzen или срца. Der König, крал, во еднина, во множина се променува во die Könige или кралови. Die Frage, во еднина, прашање, во множина би било die Fragen или прашања. Следен пример, der Schüler, ученик, во множина се кажува die Schüler, ученици. Die Hand, рака, во множина die Hände. Der Käse или сирење во еднина се променува во die Käse, сирења во множина. Значи во овој случај само членот се променува. Der Stift, што значи молив, во еднина, а во множина die Stifte или моливи. Der Lehrer, наставник, во еднина, во множина се променува во die Lehrer или наставници. Тоа беа примерите. А сега да направиме мала вежба за крај. Der Tag или ден. Според знакот во заградата, пробајте да го напишете во множина. Die Tage или денови. Да видиме друга вежба. Das Auto, автомобил. Како би го кажале во множина? Die Autos или автомобили. Das Bett, кревет. Die Betten или кревети. Die Lampe или ламба. Според знакот во множина. Die Lampen или ламби.
И да видиме последен пример, де е лаптоп, што значи исто лаптоп. Ди лаптопс или лаптопи. Тоа беше се за множина во германскиот јазик. Се надеваме дека со помош на нашето видео формирањето на множина е многу појасно. За многу други видеа, кликнете лајк и субскрајб на каналот. Следат уште неколку видеа од ниво А1, а потоа продолжуваме со снимањето на германски јазик за ниво А2.